Слушате Пелагониска хроника. Радио Пела 96,8 FM. Настани на денот. Пелагониските сточари и одгледувачи на овци бараат итни мерки за интензивирање на откупот на јагнињата и исплата на заостанатите субвенции. Вработените од Прилепскиот царински терминал бараат решавање на нивниот статус, добија поддршка од Сојузот на синдикатите на Македонија. Кај Скопјанец во викендичка во Мариовско пронајдено оружје и муниција. Времето денеска дожд и ветер. Управата за хидрометеоролошки работи предупредува за минусни температури викендов. Урбан маркетинг. Треба да знаеш во секое време со еден клик на radiopela.mk. Протектор Прилеп, македонско друштво за застапување во животно и неживотно осигурување. Протектор е вашиот заштитник од ризици на патиштата за автомобилска одговорност, каско и патничко осигурување. Протектор застапува при осигурување на вашиот приватен или деловен имот. Секоја успешна приказна се темели на самодоверба, сигурност и визија. Не дозволувајте животот да управува со вас. Управувајте вие со својот живот, порачуваат од Протектор. Животно осигурување со Протектор, совршена комбинација на штедење и осигурување од ризици. Друштво за застапување во осигурување Протектор Прилеп на булевар кај пензионерското друштво. Телефон 073 555 006. Протектор. Не дозволувајте животот да управува со вас. Управувајте вие со својот живот. Урбан маркетинг. Со вас во студиото со гласовна поддршка Гордана Цветанов. Пелагониските сточари и одгледувачи на овци соочени со големи проблеми со кои се загрозува опстанокот на оваа сточарска гранка. Бараат итни мерки за интензивирање на откупот на јагнињата и исплата на заостанатите субвенции. Велат дека ресорното министерство треба да ја укине мерката 50-50 со која се условени при продажбата на јагнињата во време пред Великден. Од друга страна, кланичарите нудат пониски откупни цени од реалната производна цена, со што се доведува во прашање рентабилноста. Имаме проблем со откупот на јагнето, значи цената е енормно ниска. Бевме во преговори со министерот за некои работи да се решат, до ден денес немаме добиено одговор за тоа. Проблем имаме со мерката што е воведена 50% да се носи во кланица и сега цената ние сте принудени да ја носиме во кланица јагнето. Цената ни одредува тие, ние немаме простор за пазар со тоа. Бараме мерката подхитно, ако може да ни помогне да ја укини, за да можеме барем да го предадеме јагнето. Јагнето веќе во поодмината фаза е прерастено. Непродадено јагне има заради мерката 50%, што има 3 месеци застој имаше на откупот, еднаш неделно се откупуваше за мачкање очи на министерот и со уцени на кланичарите и на производителите. Од кланица са јагнина се враќа. Да големи јагнина ги неќе са кланица. Јас откупувач сум на јагнина, ме знавте сточариве. Ги неќе кланиците са големите јагнина. Кај да ги носиме ние како сточари. Вработените во Прилепскиот царински терминал протестираа поради неисплатени плати и придонеси за повеќе месеци. Терминалот работи под капата на Прилепски комуналец. Денеска тие добија поддршка од Сојузот на синдикатите на Македонија во решавање на проблемите. Значи имаше 2 предупредувачки штрајка до сега, значи ова е трет. Апелираме и сега до надлежните институции, значи да се реши проблемот за овие вработени, се работи за малку вработени, значи не се работи за многу голем проблем, доколку има слух кај надлежните, мислам дека проблемот може да се реши. И овие вработени, да речем, да бидат обештетени за
месеците што немаат земена плата. Штрајкот почна, односно е активиран после неколку месеци. Луѓето се борат веќе 7 месеци со ваквата состојба и решија дека апсолутно нема да ги извршуваат своите работни задачи и ќе бидат во штрајк се додека не им се исплатат за останатите плати. Општината си ја превзема одговорноста, градоначалникот, како татко на градот, јавното комунално предпријатие Комуналец кој го има основано терминал и да се погрижат овие луѓе да земат плата. Апсолутно ние како Гранков синдикат Суткос, каде што се членови вработените во јавното предпријатие Комуналец и вработените во друштвото со ограничена одговорност Доел терминал, кој што ќе напоменам дека е основано од страна на Комуналец и согласно изјавата за основање во членот 11 стои дека секоја добивка му припаѓа на основачот и секоја загуба треба да ја покрие основачот. Во близина на селото Витолиште во викендица кај Скопјанец полицијата пронајде оружје и муниција. Скопјанец во селото Витолиште во негова викендица чувал муниција од автоматска пушка, ловецка пушка, рамки од автоматски пушки, дури и граната. По претрес на полицијата тоа му било одземено, а лицето е приведено. Имено на 3 април 2025 полициски службеници од ОВР Прилеп при СВР Битола го лишиле од слобода лицето Ј.А. 45 годишен од Скопје. Врз основа на судска наредба од Основен суд Прилеп извршен е претрес во викендичка во близина на селото Витолиште Прилепско во сопственост на Ј.А. 45 години од Скопје. При претресот била пронајдена ловна пушка со калибар 16 мм, ловни патрони со калибар 16 мм, 223 куршуми од автоматска пушка, 70 куршуми за пиштол, 4 рамки од автоматска пушка, 2 рамки од полуавтоматска пушка и граната. По документирање на случајот ќе биде поднесена соодветна пријава, информираат од СВР Битола. Временска прогноза. Времето денеска променливо облачно со сончеви периоди. Попладне ќе има локални врнежи од дожд и услови за појава на ретки грмежи, најавува управата за хидрометеоролошки работи. Ќе дува слаб до умерен ветер од северозападен правец. Минималната температура во Прилеп се спушти до 4 степени, а максималната достигна до 12 степени. Во вечерните часови ќе има услови за повремен дожд, ќе дува слаб до умерен ветер од северен правец. Утре ќе биде променливо облачно со повремени врнежи од дожд. Локално ќе има појава на нестабилност со пообилен пороен дожд, грмежи и засилен ветер. Временска прогноза. Следевте Пелагониска хроника, уредник Гордана Цветановска, техничко водство Никола Димески. Продукција Радио Пела, април 2025.